На 10 минути после 12 часот го започнуваме третиот час од денешното Плей кафе и продолжуваме понатаму на тема екологија. Од 12 до 14 мај годинава низ Македонија ќе се одржи големата пролетна еколошка акција Генералка викенд, при што волонтери од 50 општини, училишта, невладини организации, како и од државни институции, јавни предпријатија и компании ќе учествуваат во собирањето на расфрлениот отпад. Во оваа акција се вклучува и општина Струга. Во нашиот град на 12 мај волонтери ќе бидат ученици од основните и средните училишта. Деталите на оваа тема ќе ги дознаеме од Наташа Калајджиевска, соработник за управување со отпад во општина Струга, а наш гостин е и Владимир Нонески, ученик во 6-то оделение во основното училиште Браќа Миладиновци, кој што ќе биде учесник во акцијата. Наташа, најпрво да им објасниме подетално на слушателите што е всушност Генералка викенд, која е целта на настанот и кои се организаторите. Здраво на сите. Значи Генералка викенд е досега најголемата национална акција за чистење и селектирање на отпад, што се случува на ниво на државата. Таа е под покровителство и во организација на МАМ, Man and Mountain, со партнерите Пивара Скопје, Пакомак, Шпарка се и нула отпад, а со огромна поддршка на Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство и Министерството за животна средина и секако и општина Струга. Значи, општините се од тие што ја организираат и двигатели на ова генералка и со помош на граѓаните секако се реализира. Планот е, таа започна во 2021 година, а предвидено е да трае околу 10 години, значи до 2031 година, зашто само со континуитет ја мислам дека може да се постигне нешто и да се промени секако во однос на чистата околина. Генералка викенд ги опфаќа сите слоеви на општеството, значи може да учествуваат од деца до пензионери, до администрација, локална и централна самоуправа, невладини организации, значи буквално сите кои што се во можност. Така, кажете ми кои се мапираните локации кои што ќе се чистат во Струга и по кој принцип ги избравте? Ќе се чисти пред се крајбрежјето на Охридското езеро, и исто така и кејовите на реката Црни Дрим се избира по принцип тие се најфреквентни, значи најмногу народ се движи тука и мислам дека се фрла најмногу ѓубре, затоа мислам дека се најзагадени, затоа ги избравме тие. Токму така, на тој начин ја будите и свесност кај граѓаните за чиста животна средина. На таа тема, ајде да позборуваме со Владимир. Кажи ми, Владимир, што за тебе значи учеството во оваа акција и колку сметаш дека ти и твоите врсници сте доволно едуцирани на тема животна средина и колку се грижите за истата да остане здрава и чиста? Јас мислам дека оваа акција што ќе се организира ќе помогне многу, бидејќи во Струга се фрлаат многу отпадоци и јас и моите врсници треба да се радуваме, бидејќи ќе го исчистиме градов и ќе спасиме планетата Земја од секакви отпадоци. Така, одлично. Кажи ми, дали досега си учествувал во други акции за чистење и дали ги има доволно во нашиот град? До сега сум учествувал само во моето училиште, но денот на екологијата, 21 март, со што би било убаво ако има повеќе вакви акции за чистење на нашиот град. Така, верувам дека ќе има повеќе. Наташа, кажи ми колку ученици вкупно ќе учествуваат во Генералка викендот и какви беа всушност нивните реакции кога ги повикавте? Вклучени се вкупно 160 ученици од средните и од основните училишта. Реакциите беа позитивни, но учениците беа малце зачудени затоа што ова досега не се случило во нашиот прв пат се случува. Повеќе беа возбудени затоа што тој ден нема да се на школа, меѓутоа ќе се потрудиме секоја наредна година да стане како една традиција, да, и се надевам дека ќе се зголеми еколошката свест.
Тоа е всушност и целта на овој настан. Колку сметате дека сме всушност еколошки свесна средина, што според вас е потребно да се направи за да бидеме подобри кон природата, а така и кон самите себе си? Искрено мислам дека еколошката свест кај граѓаните се уште не е на некое задоволително ниво. Би било добро доколку има повеќе вакви акции, значи кои што може да се организираат од владини, од невладини организации, од локалната самоуправа, значи секој кој во можност може да организира вакви акции и да се вклучуваат што повеќе граѓани во овие акции. Така, освен на учениците од основните и средните училишта, ќе имаат можност да учествуваат и сите граѓани кои што сакаат. Сите граѓани, да. Значи имаме јавен повик на официјалната Facebook страна на општина Струга. Сите кои што се во можност да се вклучат во оваа акција, да го исчистиме нашиот град, се добре дојдени, би биле пресречни доколку би биле во што поголем број. Така, Значи, се собирате на 12 мај во 9 часот? Во 9 часот пред новата општинска зграда ги очекуваме сите кои што сакаат да живеат во почист град. Така, Наташа и Владимир, многу ви благодарам што бевте гости во денешното Плей кафе. Ние ќе го проследиме овој настан, генералка Викенд, и ќе ги пренесеме импресиите на слушателите, ќе ве контактираме повторно да не информирате колку сте задоволни. Верувам дека ќе има многу успешна акција во Струга и верувам дека на оваа тема ќе има уште многу причини повторно да ни бидете гости. Ви благодарам и вас. Продолжуваме понатаму со одлична музика. Слушате Плей кафе на Плей радио.